Добар ден, почитувана публико, и добре дојдовте во 72-то издание на видеоподкастот Гласот на Слободна Македонија. Јас сум вашиот домаќин Душан Петровски, со мојот секогаш верен соговорник Јордан Петровски. Добар ден. Добар ден. И добре ни дојде. Добре ве најдов. Нешто се засидивме. Да, па. Сега доаѓа Митровден е нели крај на ајдучката сезона, ама е почеток на мислителската сезона. И крај на работите во земјоделието. Да. А ние е ново врска од оваа година имаме фарма, па малку се занимаваме со работењето на фармата. Да. Сега инспирирани сме, па ќе видиме до кога ќе трае. Денеска сме инспирирани од емисијата Заспи ако можеш, нивното издание од 11, односно 4 ноември, каде што гостин им е Ивор Величковски. Ивон Величковски. Своевремено тој беше во Либералната партија. Со Андо, па потоа беше председател на Либералната партија, го замени Андо. Сега слушам некој движење, Нова република. Нова република, некој движење. Да. Значи, ово е како потрошен материјал. Мислам, ќе се потроши на едно место, го ставаат на друго. Да, ребрендирање повторно на исти човек. Со него имавме некои дискусии пред 10 години, во првите години на лустрацијата. Котле и на лустрацијата. Не ми остави со некој голем впечаток. Меѓутоа, очигледно човекот е надарен како говорник. Да. И има способност да каже многу работи кои што, ако не се следи добро што зборува, може да створат сосема друга слика кај слушателот. Да. Ние тогаш имавме разлики во гледањата со господинот Величковски и очигледно и сега имаме. Тој тогаш беше против лустрацијата после 1991 година. Да. Беше жесток противник на таква лустрација. Да. И само ќе споменам ова, тоа се една ситна работа, многу голема, дека, таа му реков дека лустрација преку гоњене на секој индивидуално кој има досие на поднесување на тужба е невозможна, бидејќи скоро сите досиеа се застарени, можноста се гонат се застарени. Тој ми убедуваше, и имам видеото го имам, и неговите полемики на Facebook, дека прекршување на човекови права не застарува. Јас барав од него да ми посочи кој член од законот го говори тоа, тој избегнуваше и почна да ме навредува дека јас не разбирам и дека тоа треба да го барам во многу членови во законот, што беше нонсенс. Ако има едно зборче, тоа не е... Нема децидно... Токму тоа е она што... И затоа тоа не предизвик да го коментираме ова, не друго. Да, токму тоа е она што го сугерирав пред малку, дека тој има една способност да со неговите очигледни комуникациони таленти да заведе или да заведе во еден погрешен правец. Да. Значи, просто кажано, има голема логика во тој заклучок дека прекршувањето на човекови права не застарува. Има логика како принцип. Како принцип. Ама законот е многу јасен кој прекршување човекови права. Тоа се во војна. Убиство на цивили, има ги 3 члена сега да не одиме натака. И јас ми ги посочив тогаш, тој почна да ми смејува. Да. Одиме кај што треба да одиме. Да, во ред. Значи, почнуваме со Тоа што го знаат сите, ова е имитација се уште на држава и дисфункционална република, поделено општество по сите линии. И она што е всушност причина за влез од криза во криза,
која денеска Македонија ја внесува од една страна во безбедносната и пошироката криза во регионот, од друга страна не внесува во индуцираната економско-енергетска криза од Европа, заедно со политичка криза поради нефаќањето правец за тоа што треба да се прави во институциите, во партиите, во безбедносните структури, во одбранбените структури, во Министерството за внатрешни работи, Агенцијата за финансиско разузнавање и сето тоа што следува натаму. Имено кога зборувавме, нова република звучи многу претенциозно. Не, луѓе, тоа е тоа што е потребно. И заради тоа вечерва ќе извините, помалку ќе се занимавам со анализи, повеќе ќе се занимавам со факти и она што за што застанувам. Тука е и господин Филишовски ни укажува дека проблемите се како проблемите настанале денеска или вчера во безбедносните служби, во економските проблеми, се од вчера. Или сака да потенцира дека сега заев ги доносите проблеми. Или со почетокот на независноста, или со некој таков. Не, воопшто, тој многу, бидејќи тој беше жесток бранител дека нема проблеми со безбедносните служби после 91. Она што кај мене Да. она побуди, чекај, има нешто тука погрешно. Тој вика дека службите се имитација. Да. Тоа го каже тука или на друг клип? На друго место. На друго место. На следно, окей. Ке го оставам од коментар за подоцна. Значи, тука, ти сакаш да кажеш дека Величковски проблемите ги посочува како и секој друг аналитичар и Да. интелектуалец во Македонија, секогаш само тука на овој последниот. Па, ако не се слага со власта, ќе посочи на моменталната власт. Ако е поддржуваш на власта, ќе спомене предходната власта која била пред моменталната власт. Така да веќе излитени се овие такви аналитичари кои употребуваат таква одбрана. Се знае. Најголем проблем е службата, ама не од денеска. Од 91. Од 45. Таа работи континуирано со исти принципи. Се дури не признаеме дека комунистичкиот режим бил тоталитарен и поставен на антидемократски, античовечки постулати. Да. Не може да тргнеме на напред. Тоа. Додека, еве ќе го чуеме ова и подосна, ете и во текстот Полиција и политика, новинарот започнува со премисата дека службата била професионална до одреден период и потоа тој одреден период станува средство за политички Што не е преслуг. точно. Службата од прв ден, барем јас верувам на она што на изјавите на Ранковиќ, на изјавите на Моша Пијаде. Од тоа време, не од кога Моша Пијаде станал дисидент. Но овој Джилас, не Моша Пијаде се извинува. Изјавите на Джилас дадени пред да стане дисидент, пред да биде казнет од Тито. Тој Ранковиќ зборува за службата, дека Ранковиќ ја објасна како работи службата, дека веднаш по влегувањето на ослободени територии врши чистки, убиства, ги убива народните непријатели. Значи, без суд, без никаков доказ, без можност човекот да се брани. Што е основно човеково право да му дадеш шанса да изложи својата одбрана, да има адвокат на судењето. Немало судење, нема ништо. И сега Джилас вели дека жена му се плашала, дека се е прислушкувана. Во секоја пора на системот е тајната полиција. Сите ги прислушкува. И кога нас, таа вели вака, кога нас не прислушкува, што останува за другите? И сега, таа таква
тајна полиција, безбедносна служба е обстаната под истиот начин на работа до денешен ден. Значи нема и сега по Величковски нема ништо пред тоа, се било окей. Да, тоа е она. Тука ја би со не знам дали нема потреба да дискутираме повеќе, Понатаму да одиме со следното. со следното имаме многу повеќе, доаѓаме до точка така да што ќе дискутираме многу повеќе. Да. Што го представува. Проблемот е во тоа што нашите структури од безбедносниот апаратус се всушност само имитација на служби. Кога имате таква имитација на служби, имате имитација на институции. Кога имате имитација на институции, имате имитација на држава. Значи, ова е она што сакав. Доколку нашите служби се имитација на било што, може само исправи си го микрофонот пред тебе малце. Е така. Доколку тие служби се имитација на било што, тие се имитација на ЧК и на КГБ. Да. Подоста на ОЗНА и ОЗНА е она што тие постануваат подоста. Она што треба да го разбереме сите. Во времето на Југославија има еден период кога овие работи се многу добро и многу прецизно диференцирани за да нема никаква забуна. Постои служба за државна безбедност и служба за јавна безбедност. Да. И сега, кога ние зборуваме за службата за државна безбедност, многумина ја посоветуваат со служба за јавна безбедност, односно за служба која што треба да се грижи за безбедноста на граѓаните. Службата за државна безбедност, и тука баш многу убав коментар има дадено Иван Чакулев, докторот, на околу темата со Најчевска, кој вели дека едноставно кај нас државата се сваќа по аристократски менталитет, дека државата си е во наследство, им припаѓа на одредена група на луѓе и управувањето со неа им останува во наследство на нивните потомци. Значи, според тоа, службата за државна безбедност представува служба која што треба да ја брани аристократијата, црвената аристократија, која што управува со Македонија од комунизмот до сега. Точно така. И мислам, јас бев многу така импресиониран од тој коментар на доктор Иван, бидејќи ја погоди суштината на проблемот. И јас секогаш сум одушевен кога ќе видам дека има луѓе кои точно веќе ги дефинираат проблемот. Изборот и каде е проблемот, како може да го решиме. Ако ти го знаеш проблемот, ќе му најдеш и решение. Да. Ако не знаеш што е проблемот, нема решение. И интересно е зашто доктор Иван е токму еден од тие луѓе кои ги имав на ум кога го направив тој монолог, дека не им се дозволува на природните лидери на надарените луѓе да напредуваат во Македонија. Токму еден таков човек сега, за тој човек во Македонија никој не слушал. Тој е докажан успешен доктор во Кливленд, во еден од најголемите медицински центри на светот. Никој за него не знае. А имаме луѓе како Најчевска, па еве како и господин Величковски, кои што добиваат медиумски простори, кои што важат за некакви си големи аналитичари и мислители. Се надевам дека еден ден ќе се договориме со доктор Иван да биде гостин, да направиме еден разговор со него, така да ако прифати. Имаме понатаму со нешто некој твој коментар околу ова? Мислам, сакам само збор два за ова имитација. Службата не е имитација. Таа е злосторничко здружување. Не може да биде имитација. Таа се што работи многу прецизно, многу настојчиво, да ако решила да те прави соработник, ќе те направи, или ќе те ликвидира, или ќе мора да замениш од држава, ќе те избрише од живите. Што вика, ќе те канцелира. Да. Нема да постоиш. Нема да постоиш. Така да, не е, тоа е имитација. Тоа е... И тука е повторно таа една игра на ваквите аналитичари и ваквите партиски
политичари кои се вртат во еден во кругот на партиски водачи, денеска на една партија, па на друга, па ако некој бива ќе направи нешто трето, да не убедат дека ете, тоа не е ништо страшно, тоа е се обични работи, никаква моќ нема таа служба. Тоа е Повторно, сега ги немам сите оние работи на новиот компјутер кои што ми се на рака обично. Тука повторно како за оваа имитација и за службата за државна безбедност и сето ова, повторно треба да се навратиме на извештајот на комитетот на извршниот совет, кој што убаво вика дека службата се зема како единствено како беше вработените во службата се земаат како единствено повикани да ги бранат достигнувањата и придобивките на социјализмот во републиката. Уште една нелогична работа. Ако Иван бил пратеник, бил дел од власта со години, како тоа и неговата партија со години во власт беше, Антов беше председател на собрание, па потоа во коалиција и со Бранко, и со Љупчо, па беше со Груевски во коалиција, значи еден след, како тоа не исправија државата да не биде имитација. Сега, зборуваме за, можам јас и ти да зборуваме дека државата е имитација. Бидејќи не сме биле дел од власта ако сме биле дел од власта, тогаш ние сме виновни што државата е имитација. Да. Дојде понатака. Okay. Тие се проблемот. И сега ќе поставам уште едно прашање, бидејќи директно ме прашавте, јас пак ќе ви одговорам со прашање на кое што и тројцата го знаеме одговорот. Зошто во Македонија трета недела никој не зборува за извештајот на Одборот за надворешна политика на Европскиот парламент во кој се бара Македонија заедно со сите други поранешни југословенски држави да ги отворат архивите на поранешните служби со служба за државна безбедност, претходна УДБА и КОС и да ги споделат, особено во делот на земјите членки на НАТО, Македонија, Црна Гора, од поранешниот југословенски корпус, зошто не треба да не ги споделат тие информации со своите сојузници? При што се зборува за европските земји членки, членките на Европската унија, Велика Британија и Соединетите американски држави. И тука само неколку луѓе во Македонија го спомнуваме тоа прашање. Вие сте практично првиот медиум кој ще дава можноста да го отвориме тоа прашање јавно. Додека тоа не го отвориме, разни сомнителни лица со сомнителни кариери и со сомнителни досиеа може да носат значка и со таа значка, како гледате, да злоупотребуваат и позиција, да вршат и рекет, евентуално, значи така, во овој случај сега го дознавам од медиумите. И оно што е најбитно, зашто да не го завртиме кругот, да го затвориме со прашањето, а што станува со безбедносните сертификати од НАТО, кои што треба да го имаат и безбедносните служби, а богами и политички функционери? Прво само една техничка работа. Да. Заклучокот на комитетот е од 26 октомври. Да. Денеска сме... Емисијата е на 4 ноември. Значи, од 26 до 4 има 5 и 4 9 дена. Да. Нема 3 недели. Така рече 3 недели. Може лапсус, друго да. не е, друго е прашање. Дали е некој се работи за некој друг извештај? Можно, да. Друг заклучок некој. Ама, бидејќи неговото објаснување на заклучокот е контрадикторно со она што навистина стои во заклучокот кој е објавен и кој содржи дел од ова тој што го зборува. Да, значи сакаш да го видиме овој тука го имам извадокот од ова што од извештајот за кој се зборува. Да. Значи тоа е комитет
за надворешни работи на Европскиот парламент и како што реши на 26 октомври. Акутно свесни, односно Прочитај го на англиски први. Окей. Има луѓе кои сакаат да ја чујат оригиналната верзија, кои знаат англискиот јазик, да не сомневаат дека ние манипулираме нешто. окей, добро. Тоа ми е поентата. Acutely aware of reports and accusations of links between high-level political figures and organized crime groups, MEPs underlined the need to eradicate political and administrative links to organized crime through clear anti-corruption safeguards and the effective prosecution of high-profile corruption cases, regional and international corruption. Links between organized crime, politics, and businesses existed before the breakup of Yugoslavia and have continued since the end of the conflicts of the 1990s, and MEPs condemned the apparent lack of will of the responsible authorities in the region to open the former Yugoslav archives and for files to be returned to governments if they want them. Значи, преводот е акутно наш збор е јасно оштро свесни за извештаите и обвинувањата за врски меѓу политичките фигури на високо ниво и организираните криминални групи. Европратениците ја нагласуваат потребата да се искоренат политичките и административните врски со организираниот криминал преку јасни заштитни мерки против корупцијата и ефикасно гонење на случаи на корупција од висок профил. Околу регионалната и меѓународната соработка, врски помеѓу организираниот криминал, политиката и бизнисот постоеа уште пред распадот на Југославија и продолжија по завршувањето на конфликтите од 90-тите години, и европратениците го осудуваат очигледниот недостаток на волја кај надлежните власти во регионот да ги отворат бившо југословенските архиви и досијата да им бидат вратени на владите доколку тие ги сакаат. Овдека нема збор за НАТО, за... Тоа се зборува стриктно, многу јасно. Обвинување за врските помеѓу политичките фигури на високо ниво и организираниот криминал. Но, тоа е во првиот пасус. Во вториот пасус дава појаснување дека тие врски помеѓу организираниот криминал и политиката и бизнисот постоеле уште во времето на Југославија. И продолжиле и во конфликтите од 90-те години, значи, како што продолжиле после 91-а, па продолжиле после конфликтите во Хрватска, Босна, Словенија. Да. Па конфликти имаме 99-та на Косово. И на крај Па имаме конфликт во Македонија 2001. Да. Па имаме обид за конфликт кој е спречен во диво населје. диво населје. Тоа е 2014. 2014 или 2015. Да. Тука некаде, мислам 2015 во мај. Значи, мислам дека сега нема За година така. не е Не, но тоа е конфликт исто така. Да. За конфликт јас ќе го сметам и по мене, по моје длабоко убедување е и 27 април. Тоа е државен удар направен. Да, тоа е државен удар. Да. И тука повторно И државниот удар го прават СДС и ЗАЕР. Не овие наводните упаѓачи Дурловски и тие што сега и глумците и овој. лежат невини во затвор. Да. Така да, значи ние имаме последна активност од тој вид е 27 април 2016 година. Да, тогаш беа избори. 2017. 2017, да, на крај на годината беа 2017. Значи ова што го бара Европски комитетот се протега значи до во Македонија 2017 година. Е сега. А бидејќи станува збор за бидејќи ова власт ја презеде власта на тој начин, значи тоа е се уште процес кој се одвива. И досиеата се уште активни на многу луѓе. Службата работи по исти принципи и истите линии на работа.
Да, таа не емитира ништо. Не, значи тоа е нема имитација, него тоа е зацртаната линија од 45-та година. Она што на мене ми удри Да. во Ти имаш крило, едно убаво размислување. значи ние затоа што вика две глави подобро од една, секој своето си го гледа, секој на свој начин си ги толкува работите. Колку е ова од Величковски намерно, колку е негова случајна погрешно толкување или негово толкување, не знам, нема да му импутирам мотиви. Меѓутоа, неговата сугестија дека нашите архивите на нашите служби треба да им се отворат на нашите НАТО сојузници. Да, тоа е. Кај мене отвори еден голем сомнеш. Знаеме за лустрацијата, една од причините зошто лустрацијата не ја доби онаа општо народна голема поддршка, иако како што рековме минатиот пат, народот продолжи да гласа за Груевски, дури во 2016 гласаше за Груевски, Груевски освои најмногу мандати. Меѓутоа, за лустрацијата сепак немаше силна маса која што се бореше за таа лустрација на еден исти начин кој што ние се боревме, и никој не се осмели да од лустрацијата да направи едноставно што викаат негов крст, негова Голгота. Една од причините, односно главната причина за тоа беше за тоа што овие промоторите на фалсификуваната лустрација, лидерот негов Андов, и сите овие платени пропагатори во мегафоните на режимот во Македонија, буткаа приказка за некаква си илустрација на кодоши. Кодоши. Сега, кога ќе отворите било кое досие, ќе видите во него еден куп луѓе кои даваат информации за службата. И тие се земени како извор. Во параграфата извор имаме име и презиме на човек, па дури често во првиот пас се даваат негови генерали и кој е тој, значи да не може да се шпекулира кој е тој човек. Меѓутоа, извор на една белешка е во твоето досие, е твојата сопруга. Затоа сме имаме зборувано каков абсурд ќе биде таа да биде гонета како кодош. Меѓутоа, она што го коментира, начинот на кој што го ја толкува лустрацијата таа група на луѓе, беше да самиот народ се исплаши од таков еден процес, зашто еве сега што ќе прави мојата мајка кога ќе биде таа лустрирана како кодош. Да. А таа е сретната на улица. Да. И инспекторот е застанал и разговарал. Разговарале како двајца сограѓани кои што прават муабет. Еден куп белешки се такви службени белешки, кај е локација на разговорот во Мејана. Во Мејана. Во бифе, на улица, на случајна средба. Да. Сега. Она што го слушнав јас во толкувањето на Величковски е дека службите наши треба да им ги отворат досиеата на НАТО сојузниците, значи на Западот, со цел тие да видат кои се домашните терористи кои соработувале со УДБА, го изградиле тој систем на корупција. Не, јас го читам поинаку. Дека зашто тој не вика службите фалсификуваат. Не само за фалсификување. Ама сега твојот случај е фалсификат. Дека си бугараш, дека си домашен терорист. Сега, она како јас го слушам ова, особено земајки го фактот дека сега на Западот се отпочнува една политика на безбедносните служби на гонење на домашни терористи. Значи сега едноставно тој сака да каже, отворете ги досијата за да видат дека Јордан Петровски е домашен терорист. Јас не мислев да кажам дека друга беше поентата. Дека тие соработници
се и терористи и луѓе, бидејќи се работувале со службата. Овдека се обвинува службата. Да. Така ли? Значи, тие го прикривале криминалот, тие се дел од криминалното милје, тие се коруптивните луѓе, тие се и терористи како што стои во досија. Да. Значи, сите овие работи против кои сака да се бори Европскиот парламент, кој бара, комитетот бара препорака од праќа препорака на државите од бивша Југославија, на државите кои настана со распад на бивша Југославија, праќа препорака да го отвори досијата, да тие луѓе, да досијата за да го елиминира криминалот, корупцијата која е пренесена од бившиот систем. А пренесувачи според Ивона се и кодошите, и соработниците. Тоа е целата. Јас затоа реков, не само терористи, не се само терористи, него тие се луѓе кои се најголемиот општествен талок, бидејќи тие се виновни за корупцијата, за криминалот, за се што стои овдека, за сите лоши работи кои се пренесени од тој систем и кои се случувале во овие од 90 до 2017 година, така ли? Да. Тоа Сега, е. кај ќе биде масовната поддршка за она што е суштинската идеја на тоа барање, Да. односно тој заклучок на комисијата, отворење досијата со цел на расчистување на она што го кажавме за заклучокот на комисијата на извршниот совет на СРМ Од 66-та година. од 66-та, дека службата управува со сите нивоа на државата и дека службениците се земаат себе си за единствено повикани да ги бранат придобивките на тој систем. И сега, овдека јасно пишува, затоа јасно пишува. Врска помеѓу организираниот криминал, политика и бизнисот постоje уште пред осамостојувањето на државите. Значи, сега, сите држави донесоа нови устави, направија своји служби за безбедност. Но, ако тие служби за безбедност, новите на тие држави, не успеале да го прекинат тој ланец на криминал, значи тие останале нечепнати од времето на бившиот систем. Тука е проблемот. Во Македонија, тие луѓе исти кои беа пред 91 година, пред 90-та, тие ја водеа, тие како осумината наводно носители на македонската пролет, беа прогласени за демократи, за херои кои се бореле против тој систем. И повторно излегува на виделина, потенцираат луѓето од Европарламентот, од комисијата, дека уопште немало прекин на таа соработка, на тие врски. Криминалот. Знаеме дека криминалот цветаше во корупцијата цвета. Во сите извештаи стои така за Македонија. И што сега Иван? Каде е, зошто не ја кажа вистината што стои во заклучокот? Значи, тука сепак не можам да верувам дека ова се работи за случај. Случајна грешка, бидејќи е промашена од негова страна суштината на заклучокот. Врска нема со НАТО и со известување со давање на увид досијата на странските на НАТО сојузниците. Ако е така, Канада има веќе 20 години досие. Така ли? Така е. Ма еве сега и да поставиме уште едно вакво глупаво прашање па да продолжиме натаму. Кој таму во НАТО ќе ги чита овие досиеја? Досијата се на македонски јазик. Да. Значи кој ќе може да ги чита? Некој од Бугарија и некој од Србија, можеби. Србите малку повеќе се мачат со македонскиот јазик, меѓутоа ајде може ќе. Ајде. Ама нема срби во ЕУ и во НАТО. Нема да. Значи кој Хрвати, словенци, тие не може читаат да читаат. кирилица? Да. Значи само бугари ќе Бугарите може да може ги да читаат и што ќе прават тие со нив? Ќе пронавоѓаат повторно бугари во нив.
И повторно Ќе му ги праќаат на Радев. на Радев и ќе кажете еве ги докажите за твоето вето. Да. За ветото кое ти го веќе го издействува од ЕУ. Значи, пред ние самите да ги обработиме овие досија, пред ние сами да се направиме илустрација, овие досија никаде другаде не смеат да излезат. Да. Еве, ние го обработивме досијето, дека моето досие пред Refugee Board, преведено на англиски, се што има од досието, целото досие е преведено од прва до последна страница, оно што го има. Така да, тоа досие е документ тука. Да, единствено, проблем е што тука тие се занимаваа со фактот дека ти се кршени човековите права. Да. Не навлегуваа во Не, проблематиката она која што треба да се навлезе. Ама тоа треба сега да се обработи, посебно сега. Затоа што ова барање на Бугарија, ветото на Бугарија е врзано исклучиво со досијата. Така да, А очигледно нашиот коментар околу тоа, ги читам коментарите на таа емисија за да. средбата на Радев, очигледно сме им бркнале во око на бугарите, Да. зашто многу се лути за нашите Збудале. за нашата анализа. Така да кажеме на не Од гнев. од гнев, бидејќи нема начин на кој може да се протистава. Да. Да каже дека тоа што го говориме ние не е така. Одиме натаму? Тоа мислам последното ќе биде, така ли? Има уште. Добро. За незините сојузници, односно за НАТО. Се надевам дека ви одговорив на прашањето. Да, можам и јас со контра прашање да одговорам, и тоа треба да го одговориме прашањето. Јасно е дека доколку се отворат тие архиви за кои што ни разговаравме во неколку наврати, планираме да направиме посебна емисија на таа тема, заради тоа што е исклучително важно не само за безбедноста, за економијата, за гаранцијата на странските инвеститори, за рекетирањето што се случува во Македонија, за начинот на издавање на дозволи, за влијанијата на Министерството за економија кој што дава дозволи на пример за извоз на некои стратешки производи од Македонија. Значи има тука една широка лепеза на прашања кои што мора да се одговорат. Царината. Царината е меѓу другото. Имаме тука една ситуација која што е вака прилично јасна, но би рекол и нејасна. Дали некој од актуелните шефови или врвни босови на македонските безбедносни институции ќе се најдат во некакви матни атмосфери во тие архиви. Да не заборавиме, шефот на АНБ, Виктор или Викторио Димовски, е човек кој што 30 години бил дел и околу службите, може би и повеќе. Да многу од нив ние се уште не знаеме дали или каква била нивната улога при повлекувањето на Југословенската народна армија. Зоран Верушевски, советникот за безбедност на премиерот Заев, е човек кој што исто така повеќе од 30 години бил во структурите, зборувам од средината на 90-тите години, 85-6 години, и учествувал во голем дел тие активности. На крај на крајшта, ако сакате, Павле Трајанов беше министер за внатрешни работи, човек кој што исто така беше од сумтемина, тогаш како херој, меѓутоа многу од нив своите мани ги криеле. Тие архиви што ги споменате вие, јас искрено мислам дека никогаш нема да бидат отворени, заради тоа што тогаш па дополнително ќе ни се распадне безбедносниот систем, кога ќе видиме кој се околу нас Не може да се распадне тоа што не постои. Па не мора никогаш да не бидат отворени, веројатно ќе се почека уште известен број години со оглед на тоа дека 30 години поминаа од распадот на Југославија. Ако подолг Да. клип тука. Ајде, јас ќе да кажам збор што постар. Да. Мислам по години. Да. Не па Горан, господин Мировски, го потврди она што пред малку го кажавме, дека немало прекин, дека луѓето од старите структури, од кои работеле во службата, и го организирале криминалот од бивша Југославија, сите се во врвот на службите. Од 91 од самостаноста па навак. Го заборави главниот човек. И сам човекот број 1. Тоа е Сијан Абрамовски. Човекот кој им е континуитет со сите власти. Да, па во оваа емисија тие зборуваат за некоја афера која што се развива баш во текот на емисијата. Да. Околу
апсење на некој припадник на АНБ, Да. кој што барал рекет, меѓутоа, неговата позиција во службата е човек за контакти со ЦИА. Тоа е токму позицијата На Силјан Аврамовски. Силјан Аврамовски. И сега, да не се шепкаме со таа информација, да одиме. Така да, ова е многу од Горан, е многу точно, но сега имам тука една, не е точно дека за нив не знаеме ништо. И ако ги отвориме досијата, ќе се распадне, безбедносно нема да се распадне. Баш Па наводно се нивното- распадна 2000 година кога ги отворија досијата, тој систем наводно се распадна, па наводно се распадна со голем УВ, па наводно се распадна 2005 со законот за достап до информации, па наводно се распадна со лустрација, а никој да се распадне. Никој да се распадне. УДБА не се распаѓа без темелна лустрација. Без темелни судски процеси. Не лустрација од тоа, тој потпишал налог за прислушкување, не. Додека не влеземе до крај. Зошто е гонет тој човек? Сега, Да. токму на тоа. Тука се спомна царини, Да. сертификати едно друго. Се е тоа играње од околу Да. со главниот проблем. Треба да го разбереме системот и да тогаш ќе ни биде јасно што се случува. Значи, доктор Иван убаво вика, станува збор за една група на луѓе кои што ја користат државата како свој плен. Сега, тие луѓе, она што го започнав во монологот и што го дискутиравме за Најчевска. Тие луѓе не се избираат по меритократија, туку или по негативна селекција, или првобитно се дојдени на власт со сила. Да. Како партизани вооружувани се од Америка и од Британија, да се борат против фашистите, против германците, тие складираат оружје, кога се повлекуваат германците, тие влегуваат во градовите и во селата и ги чистат оние природните лидери, надарените ги чистат, ги ликвидираат, потоа се прават оние монтирани судења, за на крај да дојдеме до оваа ситуација во која што живееме во овие 70-80 години, на ситуација на затворна отворена. И сега, кога постои систем каде што владее не најдобриот, туку подпросечниот, нему му треба ситуација, му треба механизам со кој што ќе го држи тој народ заробен. Најлесен начин, и тоа го опишува белешка од 55 година на ЦИА, мислам дека Джилас учествува во таа белешка. Таа белешка. Види дека системот на Комунистичката партија на Југославија е системот на држење на народот на работна гладот. Да се држи постојано под една пресија, да не знае дали ќе може да опстане или нема да опстане, меѓутоа никогаш да не се премине таа граница, затоа што станува гнев. Да. Сега, овие служби, значи, овој нивната цела причина за постоење е систематски да го осиромашуваат народот и да не му дадат да пркне на напред. Да. Кај нас плячката не се прави од систем каде што се дозволува трули капитализам да напредува, па некој ќе зима од кремот ќе краде. Кај нас плячката е кај нешто друго. Плячката е во крадење на судбините на луѓето. Но да малку пак значи, ние ги знаеме луѓето кои се креатори на прогонот во Македонија. Да. Ги знаеме, значи тие луѓе се и врската со криминалот, корупцијата, тие ја покриваат. А тие се и врската со службите на нашите сојузници. Да. И сега уште една работа. Ги знаеме кои се олигарсите. Чифлиганец. Да. Минчо Јорданов. Дзинго. Тој напивара. Трифун Костовски. Сите од технометал. Бивши технометалци кои станаа големи газди. Да, нема некоја тајна сива еминенција која што не се знае, која што живее во подземјето. Сите го знаеме. Да. Така да
Сите луѓе во Македонија го знаат тоа. И тука нема никаква тајна. Тајна е сега што многу луѓе разбираат, добиваат потврда дека тие луѓе ги направила удба да станат. Да. И мојата порака до Драган и до Горан е да се обидат да го погледнат проблемот од поинаква перспектива. Зашто тие викаат, па добро Драган конечно вика, добро можеби кога ќе изумрат некои луѓе, тогаш ќе се отворат досијата. Или Горан вика нема да дозвола да се отворат досијата бидејќи има луѓе кои се вмешани. Не се работи за луѓе, се работи за систем. Да. Луѓето доаѓаат и се одат, се менуваат. Системот останува ист. Еве, колку е 76-та година е како е истиот систем, така ли? Да. Значи, колку генерации на луѓе се сменет. Системот не е чепнат. Да. Воопшто нема врска таму, тој систем е направен така да не зависи од еден човек. Да, во извештајот на извршниот комитет се зборува за организациона култура, на солидарност, која што не сака и на одбивање да се прифатат заклучоците на комисијата како нешто што треба да се земе на ум. Но, еве, и затоа да ги земеме последните примери. Од кога зборам последните примери. 91 година па навак. Се носи нов устав во кој е строго пропишан начин како може да се прислушкува. Тоа служба не го почитува докај 98-99 година. Значи, 8 години службата не почитува устав. Никој не реагира на тоа. Ни Уставен суд, никој не споменува дека Циркусот тука е не само што не се почитува, туку си апла се зимаат закони од СФРЈ. Да. Тоа е. Но, тука е најголемиот. Се пишували, додеме понатака. 42. Океј. Значи тука Драган започна со ќе го вратиме. Не може да се распадне тоа што не постои. Па не мора никогаш да не бидат отворени, веројатно ќе се почека уште извесен. Само тука на Ивон, сега како може да каже дека не може да се распадне нешто што не постои? Сега зборуваме за тој зборува за службите. И сега нема се распадне. Тоа се тие мајстории во пласирање на нема ништо, тоа не е служба, нема врска. Џабе се зборува само. На таа не постои. Не може се распадне бидејќи не постои. Или тоа ти го зборува. Да. Тоа ти го сервира. Да. И па чекај сега што до сега зборува. Па што бара тогаш Европски парламент комисијата? Што бара тогаш? Нели не постои? Пред минута вика дека треба да се отворат досијата да им се предадат на сојузниците. Сега вика дека тој систем не постои. Не постои. Години со оглед на тоа дека 30 години поминаа од распадот на Југославија и од официјално затварање на оние служби, можеби ќе се почека уште 15 на 20, па ќе биде доволно за одредени луѓе природниот тек нели да ги однесе. Како и да е, оваа тема е премногу компликувана за да го задржи вниманието горе во право, ни требаат веројатно 2-3 емисии поред само за тоа да дебатираме. Меѓутоа, ако ми дозволи само уште една работа ми текна многу важна. Во главно го искоментиравме, има уште нешто тука. Нема. Океј, одиме со следниот. Ние имавме атентат врз председателот Киро Глигоров кој што се уште не е разрешен, а се споменува толку многу информации кои што досега барем тоа што ние сме го распрашувале, никогаш не биле расчистени. Кои биле луѓето на српската тајна служба на 8-миот кат на хотелот, на зградата на хотелот Бристол, за кој што е јавна тајна дека биле таму, биле сместени, тоа е спроти, нели, Амито, и македонските служби во тоа време знаеле дека тие луѓе биле присутни во Скопје, но никој не зборува официјално. Па ова овдека се вика бомба. Бомба, да. Баш би сакал да знам од кога му е сознаниево на Горан, бидејќи ова е многу... Јас не сум слушал досега за тоа дека... Јас знам дека биле у хотел луѓето српски служби во Бристол, но дека
таква информација. Ова сега звучи како да е некаква постојана канцеларија дека имало во Нова Сигурно, Сметка. Така нешто. ако било, тоа било нивна, бидејќи такви службите користат такви станови. Да. Сега овој стане можеби најмен или бил на службата, бидејќи требало да има поглед на Бристол, службата сакала да се има не заради атентатот, туку тоа е. Меѓутоа тоа е една многу преголема коинциденција. Сега тука има една многу битна работа. Јас сум напишал до сега не знам колку пати дека причината за атентатот на Глигоров е баш ова што го пишува комисијата. Врските на со криминал. Тоа е Врската меѓу политиката и криминалот. криминалот. Македонија стана многу важен ланец во шверцот на откако се отцепија Словенија и Хрватска и откако почна војната во Хрватска. Македонија стана шверцот кој се работеше во Словенија и Хрватска. Тие беа републики кои се правеше шверцот на цигари. Тогаш сега после тоа шверцот се префрли преку Македонија и Црна Гора кон Европа и од Македонија кон Србија за пазарите во Србија, Босна, за домашните пазари Македонија. Со тие пари се финансирана војната, машина на Србија. За да под мотивација да ја спочува Југославија. Глигоров прифаќа, бидејќи тој сака да обстане Југославија. Неговото носење од Белград во Македонија е со таа цел. Тој таа цел си ја прифатил. И тука и неговото однесување на обструкција, на неподнесување на барање за прием во Обединените нации. Да. Апликација на погрешен кад. Па неподнесување барање до ЕУ до Европска заедница тогашна за признавање. Иако Бадинтер, комисијата Бадинтер ги прогласува Македонија и Словенија како држави кои треба да бидат признаени. Сведочењето на Цимерман дека од Македонија никој не поднел барање. Тој е амбасадорот, последниот амбасадор Американски, да, во Југославија. Во Југославија. Така да, значи Глигоров доказите стојат на тоа дека тој се залага за Југославија. Но веќе кога станува јасно 95 година дека после Олуја, дека Хрватска е победник во војната, веќе се надзира и договори и пораз на србите и во Босна, и договор кој ќе се склучи меѓу србите и муслиманите во Босна. Глигоров, јас не сме ги немале тие информации до крај, дека ќе се случи Дејтон, но Глигоров, Милошевиќ, тоа многу го знаеле. Тогаш Глигоров сака да го прекине шверцот, да оди преку Македонија. Смета дека на Македонија не и треба тие пари веќе. На Македонија требале тие пари, ако веќе го работел шверцот за српски интереси, треба да го продолжи тие пари, сега таксата нема да оди да собира кајмакот, нема да го собира Србија, туку ќе оди во буџетот на Македонија. Сега зборам, ова е... Како ти би постапил? Да, и ако веќе правиме шверц. Да. Затоа што Македонија беше оштетена со распад на Југославија. Да. Имаше ембарго од Грција, неоснован. Покрај Србија не можеше да, затоа што Србија ги блокираше патишите, телефонските врски со Европа. Македонија трпеше прекин на соработка. Ние прекина соработката со Германија. Да. На нашата компанија. Да не зборам за поголемите и посериозните. Така да тие штети, како што направи Црна Гора, Булатовиќ, зборам за првите години, кога додека Ѓукановиќ него презеде шверцот. Тоа Булатовиќ многу убаво го објаснува во неговите мемуари, Бог да го прости Булатовиќ. Јас дадов налог јас
прифати веќе, тоа беше председател на Црна Гора, да оди шверцот преку нас. Јас не бегам од тоа. Но единствен начин да обстанеме како држава беа тие пари од тој шверц. И тие зимаат релативно големи пари од шверцот земаше Црна Гора. Сега. Глигоров одбива и во една колумна на син му на Владо Глигоров го потврдува тоа индиректно, кога вели во колумната: мојот дедо, дедо му е, за некој не знаат, Стојан Мишев, своевремено војвода на ВМРО, а подоцна војвода на организацијата комитет за борбу против бугарских бандита. И вели Владимир синот во таа негова колумна, објавена во Пешчаник, мојот дедо не сакаше да преговара со атентаторите. И затоа беше убиен на куќниот прак. Мојот татко преговараше со атентаторите, но повторно го доживи атентат. Значи, Глигоров знаел од кога е атентатот. Да. Кога син му Владимир знае, до ден денеска никој не сака, чекајте, Владимир повели, Глигоров беше жив, може да го праша, тоа што пишува син ти. Што е ова? Но, ако се откриеше... Со години по атентатот се бркаа некакви си бугари од мултигрупи, не знам што. И ВМРО-вци. Брадати некои биле. Брадати некои кај нас во кафана. И кај нас во кафана, да, тоа стои во досието. Да се борави дека тука ваделе калашникови. Сме се договарали на маса. И јас му учествував во договорите. Во кафана сме го договарале атентатот од Глигоров. Сите слушале околу нас, нема врска. Ако Горан Момировски има оваа информација, значи некој, тој не му паднала од небо, некој од службите за државна безбедност му ја пренел таа информација. Да, некој што имал контакт со ако не на него директно, може да би втора рака, му е пренел некој што ја знаел. Оваа информација доаѓа од таквите служби. Да, од некој тоа. И сега каква е таа коинциденција атентатот да се случи баш пред прозорецот на тој процес да биде вперен гледањето таму на местото на атентатот. И другото, пак ајде да го елиминираме тој дел. Јас пак ќе се вратам на изјавата на Владо Глигоров. Тој експлицитно признава сега дека Глигоров знае кој е атентаторот. Така ли е? Да. Му кажал и на синот Владимир кој е атентаторот. Од кого постоела опасност, која држава ќе била загрозена ако се откриела атентаторот? Само Србија. Дук никој. Затоа што тука станува збор за меѓународен инцидент. Да. И веќе тоа се чекори кон војна. Да. Но ќе се открие улогата на Глигоров до крај. Дека тој тука веќе паѓа во вода. Глигоров се залага за самостојна Македонија. Глигоров створи оаза на мирот. Значи, Глигоров свесно е главниот човек кој ги овозможил врските да се преминот на криминалот од бившата Југославија во новоформираната држава Македонија. И тој е творецот на криминалот, корупцијата и се што партизираното судство. И тој дава налог за наше следни прислушкување и гонење. Глигоров е личноста број 1. Да. Така да, тоа е стравот да се открие кој стои за атентатот. Бидејќи никој немал интерес, во Македонија никој немал интерес да прогонува македонци затоа што сакаат македонска самостојна држава. Тоа е само интерес на некоја друга држава. Така ли? Да.
Крај. Во изминативе колку 50 и кусур години имаме, или ајде да кажеме да тргнеме и подалеку. Го имаме атентатот на Франц Фердинанд, го имаме атентатот на кралот Александар. Да. Тие два атентати се знае кој ги има Да. извршено. Го имаме атентатот на Ицак Рабин, го убија негови. Да. Веднаш кажа кој го убија. Да. И ги имаме атентатот на Џон Кенеди и атентатот на Киро Глигоров. Два атентати за кои никој не се јави да земе одговорност и службите не можеа да ги пронедат. Како? Па не може ги открие, веќе тие го направиле. Тоа е целата. Овде има изрека кучето што не лае. Да. Така. Мислам дека ова е крај, така ли? Имаш уште еден клип. Ајде да го Да видиме. го што е. слушаме и него, па да одиме и да ја заклучиме мисијата. Никој не одговараше, Никој не а тие се одговараше. јавна тајна. Проблемот е во тоа што и во делот, значи на таа оперирањето со србите, и двете големи партии има една своја мана. Покрај тоа што многу лесно го поприма влијанието на српските служби, има па една желба да ги манипулираат србите овде и секој да се прикаже како поголем пријател, но во исто време и да си прави своји партнери, своји партии и слично. Еве го цехот денеска. Значи, ако добро го разбирам, Иван Величковски тврди дека македонската служба, која што од една страна е под влијание на српската служба, ги манипулира србите во Македонија за некакви си своји користи, односно партиите, Да, партиите. ВМРО и ДПМН и СДС-ки. Како го замислува? Мислам, има тука уште една работа. На првото што го говори Иван. Дека има уплив на српско влијание во формирањето на партиите, ама тоа партиите го менаџираат убаво во Македонија, така ли? Тоа му беше смислот. Ај уште да го... Тоа е многу... Затоа го реков на самиот почеток, човекот има капацитет сличен на Тупурковски. Да. Да ти каже нешто да не знаеш воопшто што ти кажа. Тие главни прашања никој не одговараше, Никој не а тие се одговараше. јавна тајна. Проблемот е во тоа што и во делот, значи на таа оперирањето со србите, и двете големи партии има една своја мана. Покрај тоа што многу лесно го поприма влијанието на српските служби, има па една желба да ги Покрај тоа што многу лесно го прима Влијанието. влијанието на српските служби. Па во СДС нема влијание. Таа е од прв ден си е српска партија. Таа беше за опстанок на Југославија. Целиот наводно се подели на СКМ ПДП и на СК Движен за Југославија. И потоа 92 се споија одеднаш. Григор Гошев, преварантот, се тргна настрана за да го употребат 96 година. Значи, во ВМРО... Како лев патриот. Да, како лев патриот, кој не прифати, еве сега една разлика, мислам малка дигресија. Апасиев Да. е лев, Лев патриот. лев патриот, левица чист. Да. Но вика, јас ќе влезам сега во коалиција и со мојот идеолошки противник ВМРО ДПМН и со албанците, за да ја срушиме владата на Заев. И потоа нема да учествам да правам коалиција со нив. Него ќе одиме на избори и после тие избори кој колку добие гласи ќе правиме нови математики. Тоа требаше да го направи и Гошев 90-та година. Ќе направиме со ВМРО коалиција да го срушиме комунистичкиот режим. Но тој влезе да му одземе гласови на ВМРО ДПМН. Тоа е. Да се вратам на... Значи, во доказите кои се многу јасни, јас сум ги
до сега сум ги изнел, не знам колку пати, дека ДПМН е формирано од УДБА, од службата, од српската. Нема, македонска служба немала и нема уште. Да. Има во таа служба има по некој, но многумина е напуштија во овие години после самостојањето напуштија служба. Затоа што она македонското во нив не им дозволуваше да работат против Македонија. ДПМН е формирано за да го попречи регистрирањето на ВМРО како партија. На ВМРО СДМР или ВМРО Правда како партија. И затоа веднаш после основањето, после првите избори е направена чистка. Ниту еден човек кој беше од ВМРО СДМР Правда не влезе во ниеден орган партиски од висока, од Централен извршен комитет. Тоа беше јасно, тоа за луѓето од ВМРО Правда. Јас не сум бил со нив и тоа не сум го видел. Но, кога почнав да контактирам пред 10-12 години со нив, тие работи ги расчистивме, ги разјаснија и тие се повлекле 92 година. Но, заради интересот да направат поголем проблем, тоа нема повлекување, не сакале многу да го издигаат на ниво, за да се распадне партијата. Тие да прават партија. Не. Останале така. Сега. Значи, двете структури сега, двете партии се 100% од тогаш навака. Потоа 96 таксио и Ама доаѓа Јаначковиќ. да. Тоа не е случајна работа. Јаначковиќ доаѓа да ја подготви, да го подготви теренот, да помогне да освои власта. Значи Јаначковиќ доаѓа да го подготви теренот, тоа значи ксио, расколот, Да, се поред. Да, чистката, кооптирањето. Мораме да ги таксативно да ги наброиме само. Така да и сега Иван повторно прави манипулација. Наместо проблемот се македонците во тие партии што биле. Македонци имало и во СДС. Да. Тука не може никој да го спори. Посебно, на Виделина ги извлече Гошев кога ја формираше СКМ-ПДП. И тие луѓе настрадаа, многу од нив настрадаа од раката на кога се споија со СК Движен за Југославија, тие луѓе настрадаа. Беа деградирани и тргнати настрана. Тие останаа членови, бидејќи по идеологија беа комунисти, но не беа веќе на... И сега тој, место да го, како македонец, како човек кој ги брани македонските интереси, да каже да, имаше и треба да го решиме тоа влијание ние во партиите, тоа префала топката, ама знаеш, тие партии СДС и ВМРО ДПМН направија раздор во српската заедница во Македонија. Таа заедница српска е оној Драгиша Милетиќ е четник 100%. Да. Тој јавно настапуваше така. Да. Иван Стоилковиќ беше, барем Кумановец, тие се обидува да направат САО Куманово. Куманово и САО Жегнигово, тој регион да биде. Така да, што сега зборуваме ние, значи тие се водени од исти центар. Да. Толку од мене. Толку. И јас немам што тука да додадам. Освен тоа да се согласам дека е абсурд, смешка да се сугерира дека некој србите во Македонија ги манипулира и ги разнебитува. Во Македонија србите едноставно тие не ни мораат да настапуваат како албанците или како турците или како ромите во некои да се гетоизираат. Виж, тие се
вклопени во системот како Да. едноставно не се препознаваат по ништо освен По по ништо, ич. да. По ништо друго И не се сега, познаваат. по нагласената, кога разговарат официјално, говорат на српски јазик, Да. а ги знаеме, сме раснали, со некој сум раснал заедно со некој. Да. Да, значи толку ќе ја заклучиме емисијава тука. Ете им благодариме на Заспи ако може што ни дадоа Да, материјал за работа. Како што кажав, Величковски е еден човек со дарба за комуникација, меѓутоа дарба која што за жал ја користи повеќе за свој собствен, за своја самопромоција, а на цена, на сметка на националните интереси за жал. Со можеби од желбата да покаже колку знае се или колку е способен, мати работи, заведува во погрешен правец и она што за нас е најбитно тука, неговото толкување околу извештајов на Европскиот парламент. Сериозна работа која е една работа не приличи на политичар. Да, кој што има аспирации како Да. него, ете тој сака сега да се презентира себе си како лидер на некое ново движење во Македонија. Му посакуваме среќа за тоа, нема проблем. Бидејќи ние сме отворени за надпревар, отворен надпревар на идеи, Да, тоа е се во ред. Еве баш имам идеја, можеби во една од следниве емисии госта биде Петар, да го дискутираме републиканизмот. Да. Бидејќи тој зборува за четврта република, за нова, да го продискутираме. Ќе го поканиме како сака. Нема проблем, ќе го поканиме него, меѓутоа Да, во една емисија со нас малку со нас, од позиција на политичка наука. Јас тука нема да ви требам Да. во таа емисија. Да, затоа ќе Ќе ме те одморите заменам тебе. Да, ќе ме Ќе одморите. да видиш. Така да малку бидам ослободен. Но би сакал да една работа да бидејќи потенциравме овдека во оваа емисија дека неминовност е да се спроведе лустрација во Македонија. Без лустрација нема чекора. Не може да се влезе ни во Европа, а лустрацијата ќе произведе ефекти. Да се поништи Преспанскиот договор, да се поништи договорот со Бугарија и да биде општо прифатен во светот тоа поништување, да нема Македонија да нема проблеми ни за прием во Обединените нации, ни за прием во НАТО, ЕУ и во сите, бидејќи ќе се докаже една многу важна работа. Она што Тука веќе и албанското прашање се решава, све ќе се реши. Се се решава. Затоа ќе упатувам како, не знам. Би сакале да направиме една панел дискусија со луѓето кои беа противници на лустрацијата. Најчевска, Милчин, Геровски, Калајджиев, Пировска. Тоа е таа генерација, таа групација која беше најжестока во тука да влезе господјата Сега Ивон беше Ивон да влезе исто во таа екипа. затоа што и тој тука и неговата позиција тука беше многу многу вматна. Да влезе. А од друга страна сега како Силјановска да влезе, бидејќи таа во тие години Гордана Силјановска била во Венецијанска комисија. Ги знае сите работи околу Венецијанска комисија. Од друга страна, да учествува, прво ќе споменеме дамата, Силвана Бонева. Да. Таа за многу луѓе не знаат, бидејќи јас сум споменал 2-3 пати, ама не знаат дека таа единствена беше личност која се бореше кога се носеше и последниот обид да се спроведе закон за лустрација. Таа единствена се контактираше со нас и сакаше да лустрацијата да биде според резолуцијата 1096. Но во една последна размена на мисли меѓу мене и неа, таа ми рече дека не може повеќе да издействува, дека не сака
никој од членовите на комисија да го прифати тоа и дека и самиот Груевски не сакал да слуши за таква. И потоа Јанко Бачев. Човек кој јас секогаш за него имам модерно признание дека човек кој и тука би вклучили уште еден човек, господинот Звонко Јаколовски. Исто човек кој работеше на илустрацијата, пишуваше доста. За други луѓе сепак би дале предност на бројчена предност би било јас, нормално, и би било добро модератор или водител на таа панел дискусија да биде Горан Момировски. Веќе човек кој ги познава доволно работиве, има изворедна смиреност кај него, не може да се испровоцира така лесно. Не се го видел досега него да испровоцира нешто. И тоа е онако сакаме да дадеме еден придонес вистински за лустрацијата. И она што е многу важно. Ако господин Мицковски ако размислува на вистина да биде премиер кој ќе го реши конечно проблемот на Македонија, ако не спроведе лустрација, нема порано да не прави уште еден удар кон ВМРО ДПМН и разочарување на граѓаните од ВМРО ДПМН. Јас 2009 година првиот мој контакт кога имав со Груевски му реков дека ако не ја растури службата, ќе доживееш катастрофа. Така, тоа сега го парафразирам, но тоа е објавено во Фокус. Така, просто документ. Исто ќе се случи со кој ќе го Заев го искористи службата и сега и Дуи му откажува, Дуи ќе коалицира со кого ќе стаса. Така изјава денес. Што очекува утре од тие помалите од Павле, на Павле ќе му даде налог службата ќе одиш таму, оди Павле таму, нема проблем. За Заев сега малку на така по лесна нота да ја завршиме емисија. За Заев јас вчера ти реков, има две работи околу него. Едно, прво треба употребувајќи ја логиката на најче на овие што вика сега да се апсат овие советници што дале заклетва на Република Македонија. Јас викам сега Заев да се гони затоа што е узурпатор на позицијата премиер на Републиката, затоа што тој поднесе оставка, а се уште го нема никаде. Нема изјава, нема ништо. Фактички сега ја узурпира таа позиција, значи треба да се гони. Од друга страна, мислам дека Груевски го снајде катастрофата која што му ја најави. Тој може би сметал дека ќе го снајде судбината на Љупчо, па судбината на Љупчо и така не беше така лоша, Љупчо си живее слободно. Меѓутоа сега, значи Груевски беше принуден да бега. Да барази. Меѓутоа, повторно тоа негово бегство припаѓа во некои си нормали на политичкиот... И затоа доби и политички азил. Затоа што... Сега, Зајко, тој нема легитимни причини да бара азил. Тој може би ќе биде конечно првиот политичар за кој се надеваме дека ќе бега со куфери пари преку граница во стилот на Садам Хусеин или во стилот на овој сега што избега од Авганистан. Меѓутоа, јас мислев би можел дека има пристап до државниот трезор, па да иде таму да пуни кофри, ама изгледа нема таков, ти ми објасни дека нема таков пример, нема таков пристап. Не знам колку од ајварот колку кеш има да збере. Продава марихуана, колку кеш има, ама не може да има повеќе од 130 милиона. Меѓутоа колку му сече нему може да се случи тоа, па затоа ајде да се надеваме дека ќе има малку смешки и драма, да ќе го фаќаат во некаква зајачка дука. Ако треба да бега во овие во Ботсвана, во Биафра. Кај што треба секој ден да бацува рака и со таа кога бацува рака мора да има бајаги дебел сноп на пари на таа рака што ја бацува да му ја, значи
колку да има и да има и милиарда и 2 милиарди за година дена ќе ги снема тие. Веќе таму има многу волци кои ќе го примат, ама ќе му земат пари. Така да Заев мислам дека најбодро решение на Заев е сега да му понуди на Мицковски дека тој со неговата пратеничка група СДС, ќе го подржат за премиер Мицковски. И тој ќе биде промоторот да се поништи Преспанскиот договор, да се поништи договорот со Бугарија и ќе признае дека овие 8 темина тие го молеле Заев да гласа, да му помогнат. Барем да биде шорбата добре, така. Тој знае да лаже, што да лага поголемо. Ете и на начин да се исполни желбата за редовни избори. За редовни избори и Заев да остане во власт. Значи, ќе ги задоволи сите. Така ли е? И тие што навиваат тој да остане во власта, ќе му даде Мицковски место на советник за поништување Преспанскиот договор, за бугарскиот договор и за се. И готово, совршена работа. Тоа му е единствениот спас на Заев. Барем да договори дока 20 години затвор. Онака не би сака да се му го кожа. Да, Заев, јас викам, тој ќе биде, се надевам, дека ќе биде првиот македонски политичар кој ќе доживее судбината на Садам Хусеин или на Мусолини да виси за нога. На таа среќна нота, на таа благонадежна нота ќе завршиме денешната емисија. Се надеваме дека малку разјаснивме некои работи, доколку Ивон доколку сака да ги разјасни некои од овие работи, бидејќи бара медиумски простор, сака да го промовира неговото движење. Ние сме отворени тука, можеме да дискутираме за сите овие работи. На вам ви благодариме за времето, ви благодариме за вниманието. Се надеваме дека ќе останете со нас во проучувањето и ширењето на вистината за нас, затоа што тоа е единственото што ќе нас ослободи. До следниот пат, до гледање. До гледање.